Или на тротоар или на велосипедска патека. Велосипедисти кои возат по коловоз иако имаат обележена патека. Граѓани кои преминуваат улица на небезбедни места. На какво ниво е сообраќајната култура во земја? Како до побезбеден сообраќај на оваа тема? Гостин во Дневникот е Дејан Андуновиќ, портпарол на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Добро вечер. Добро вечер. 11 мај меѓународен ден на сообраќајната култура. Ја има ли на македонските улици? Обично велат каква е културата на еден народ, таква е и културата во сообраќајот. Ако сте културни ко народ, ќе бидете културни и во сообраќајот. Значи, колкава е степенот, толкова и културата. Имаме култура, но и немаме култура. Оно што е интересно кај нашите граѓани е дека сите се согласуваме дека сообраќајната култура и етиката во сообраќајот не е на завидно ниво, на никој само од себе не трга, туку вели тој другиот е виновен, што е само добар предуслов дека сообраќајната култура и сообраќајната етика ќе треба уште долго да работиме на неа, пред се сите сами од себе. Јас велам секогаш прав пример е кога сте пешак ви пречат возилата, кога сте возач ви пречат пешаците, што само кажува дека не сме само критични. Поентата на нашите кампањи е токму тоа да допреме до сите граѓани, малце да ги потсетиме сите граѓани и ние самите, и јас самиот сега зборувам тука, но и самиот треба да се подигнам за да знам дека сообраќајната култура трга први на самите. Тема во прилогот беа електричните тротинети кои се почести на улиците, но и причина за опасни ситуации. Дали е потребна построга регулација и контрола за нивна употреба? Па токму прилогот покажа дека на Техничкиот факултет во Битола имаше тркалезна маса, дискусија каде што се разговара, се прегледува сите тие нови моменти, бидејќи сообраќајот се менува, нови возила, нови возачи, сообраќајната инфраструктура не може да се шири со таа брзина како што се шири бројот на возачите и бројот на превозни средства. Имаме нови превозни средства, би ги ставил тука електричните тротинети како еден понов вид на средства, тука си велосипедите, нивната заштитна опрема, да се види, да дојде до некои измени во законската регулатива, појасно да биде дефинирано што, како и кој. И сега е дефинирано, но очигледно сообраќајната некултура можеби тука најмногу се гледа, бидејќи сме сведоци на начинот на кој одреден тип на граѓани го возат или граѓани ги возат овие електрични тротинети па и велосипеди. Се разбира, ни една сфера во сообраќајот, една група во сообраќајот не е целосно некултурна или целосно културна, туку има поединци и затоа апелираме до сите учесници во сообраќајот без разлика дали се на тротинет, велосипед или зад возилото или можеби се пешаци, да ја подигнат јавната свест и сообраќајната култура. Колку системот безбеден град ги промени навиките на македонските возачи и дали сега се подисциплинирани? Вака, безбеден град го смири сообраќајот. Гледаме дека има зголемен број на почитување на прецелна километража 50 км на час. Ние како Совет веќе неколку години апелиравме дека не е 60 км, тука е 50 км на час, без разлика какви се условите, дали се празни улиците или не. Тоа не се почитуваше, имаше граѓани кои го почитуваа и тогаш, ако нема безбеден град, а има граѓани кои сега, иако има безбеден град, не го почитуваат. Генерално, зголемен е бројот на луѓето кои го почитуваат, смирена сообраќајот, статистиката вели дека се намалени сообраќајните незгоди, сообраќајните прекршоци, меѓутоа, повторно ќе кажам, секогаш ќе има некој кој тоа нема да го почитува и можеби баш тој некој може да предизвика некои сериозни последици во неодговорноста во сообраќајот. Се на се, безбеден град си игра улога, но повторно ќе кажам, човечкиот фактор е главен причинител на се. Значи, ние мораме самите во себе да имаме safe city, односно безбеден град, мораме самите во себе да, повторно ќе кажам, да подигнеме сообраќајната култура. Ќе кажам за пешаците, можеби вие имате предност, но сепак, ако видите дека има колона на возила која е број над 10 коли, само ради вас да запре, затоа што вие сте пешак и поминувате на пешачки премин, е сообраќајна некултура. Оставите нека поминат возилата, па ќе поминате. Сакам да кажам, имаме безброј примери, треба да тргнеме сами од себе и повторно ќе кажам, немојте кога сте возач да ви се криви пешаците, а кога сте пешак возачите. Сообраќајната некултура одзема и човечки животи, како до поголема безбедност на патиштата, дали институциите доволно работат на превенција?
Институциите работат доволно, ние одиме при медиумски, работиме и на терен, едукација, но јас повторно ќе кажам, сообраќајната култура ми се чини доаѓа од дома. Како вие, како кон вашето дете или вие како дете сте биле сведоци вашите родители како се однесувале во сообраќај, така и вие ќе се однесувате. Ако сте биле изложени на пример да смирено возење, и вие ќе бидете смирени. Ако вашите родители биле нервозни и брзи и не знам што и како, тогаш и вие утре ќе бидете. Значи и родителите, и ние дома, и семејството, и училиштата, сите треба да работиме на таа сообраќајна култура, јавна свест, етика во сообраќајот, да не свириме ако тој не тргнал во мигот. Веројатно има зашто не тргнал. Да не свириме, да не ги оставаме возилата на места каде што не треба, бидејќи и со паркирањето ја загрозуваме сообраќајната безбедност. Има многу примери. Бидете културни, бидете етични, имајте разбирање кон другите, гледајте и бидете видени. Бидете концентрирани и она што е најважно, секогаш кога сте во сообраќај, гледајте ги условите на патот. Може би имате предност, ама немате услови таа предност да искористите. Какви превентивни активности презема Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата за побезбеден и посмирен сообраќај? Па ние низ цела година во зависност од календарот на активности имаме кампања, преку вас медиумите одиме за да допреме до граѓаните. Паралелно со тоа имаме работилници, имаме работа на терен, излегуваме на факултетите со нашите партнери од МВР и техничките факултети, факултетот за безбедност, да не ги набројувам. Сите ние се обидуваме, одиме по училишта кога се предшколска возраст, средно училиште, сега имавме кампањата за матуранти каде одевме по средните училишта да им објасниме во 4 очи на учениците зошто на матурантите, зошто не треба на матура да одат со свое возило, преку низа примери, преку низа дискусии, разговори. Во исто време преку вас медиумите апелираме и до родителите да не им ги даваат тие возила, бидејќи тоа се млади деца, возилото треба некој да им го даде, односно автомобилот. Така да работиме на терен. Доаѓаат зимски кампањи, помина летни кампањи, доаѓаат горештини, продолжени викенди. Апелираме секојдневно за алкохол, за брзо возење и непочитување на правилата, прописите и пропишаната сообраќајна сигнализација. Во моментов сме во тие кампањи за велосипеди и електрични тротинети, но и пешаците, да ги подсетиме дека и тие, како и сите други, подлегнуваат под законски правила и прописи, треба да ги почитуваат. Не е дека ако сте пешак имате право се да правите, сите треба да стојат. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот на јавниот сервис. Благодарам и на вас.